Македонскиот тим кој што учествуваше во спасувачката мисија по разорните земјотреси во Турција доби врховен државен медал за пожртвуваност од председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган. Потврда дека во овие служби треба непречено да се инвестира за да можат и тие непречено да функционираат. На гости во Македонија наутро го имаме директорот на дирекцијата за заштита и спасување Бики Максути. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре најде. Честитки господине Максути за признанието. Ова е само потврда генерално за тоа дека нашите тимови без двоумење заминаа за Турција, но од друга страна дека ги имаме и се многу добро обучени. Најпрви благодарност за честитката, благодарност до вашиот медиум, до сервисот, за тоа што секогаш наоѓате време и простор да ние имаме можност да се представиме, да имаме можност да докажуваме со што работиме, со што располагаме и нормално и да ги обележуваме и нашите успеси. Впрочем и ова е еден вид на доказ дека ние сме рамо со можеби најдобрите, најголемите. Токму потврдата од церемонијата што беше на претходната недела во Анкара, каде што Дирекцијата за заштита и спасување прими на вистина значаен, би рекол, медал за пожртвуваност на нашите тимови кои што учествува во разорниот земјотрес во Турција, е уште еден доказ дека и дирекцијата, и тимовите, но и целата држава се посветени за тоа што на некој начин ние сме биле погодени. Ние знаеме што значи разорен земјотрес, ние знаеме што значи хуманост, а уште повеќе ние знаеме како да се посветуваме кон една земја пријателска и стратешки партнер како што е Република Турција. Заменик директорот го подигна признанието во Турција, но какви беа неговите впечатоци по враќањето во Скопје? Споменавте дека на иста сцена беше заедно со многу побројни, помоќни, поекипирани спасувачки тимови, но и таму, но и во Турција паралелно потврдивме дека иако сме мала држава, иако имаме бројно многу помали тимови, во професионалноста сме рамо до рамо со нив. Значи, секако дека одбележите го прими заменик директорот, кој што ние и како дирекција и како држава треба да водиме сметки, треба да водиме грижа за сите можни детали, како впрочем и кажуваат дека ситните, односно малите нешта ги сочинуваат некојаш, деталите ги сочинуваат некојаш многу убавите работи. Мојот заменик е од турската заедница, истиот беше ангажиран и за време на интервенцијата во Република Турција, ми представуваше чест да сега он си го прими сето тоа, а дополнително врзано на тоа уште едно друго признание стигна истовремено кој што јас морав да бидам во Женева, во Обединетите нации, на првиот состанок, односно на поканата на Инсарак групата кој што не поканија да Република Северна Македонија полека се подготвува да стане членка на истата иницијатива. Значи таа иницијатива за спасување и пребарување од земјотреси и урнатини. До сега ние не сме биле воопшто членка и еден макотрпен процес кој што треба да го поминеме заедно со нашите тимови. Нашите тимови се сертифицирани на некој начин од странски служби и тимови, пред се со француските, со кои што имаме одлична соработка, но ова уште еден доказ дека ние вредиме и дека ние полека се подготвуваме да бидеме таму кај што ние местото, односно во големите, како што кажавте и вие. Впрочем, и Република Турција е еден од најголемите, односно еден од пионерите на ова иницијатива во Обединетите нации. Гледаме во момента видео материјали кои што не потсетуваат генерално на сето она што се случуваше во Турција. Потврдивме со нашата активност на терен уште еднаш дека на тема хуманост и на тема солидарност не каскаме и тоа е наша одлика. Кој не знае, знае какви сме, но од друга страна ова е потврда дека и во спасувачките тимови треба да се инвестира. И во нашите агенции треба да се инвестира за да можат и тие непречено да функционираат. Како е екипирана дирекцијата за заштита и спасување во моментов, господине Максути? Јас можам да ви утврдам дека
со моето доаѓање во начело на дирекцијата, значи првата и единствена работа со која што почнавме најсериозно да ги разгледуваме е екипираноста на тимовите пред, затоа што тие се одликот на, односно тие се срчта на државата, а и на институцијата во случај на било каква несреќа. Значи ние за прв пат го свикнавме републичкиот штаб ова година, значи повторно ќе го свикаме, односно има некои промени ради промените во другите институции, затоа што тој републички штаб го сочинуваат скоро сите институции кои што на некој начин се поврзани со било какви несреќи да во иднина се случуваат. Ги пополнуваме истиве, имаме набавено и опрема за истиве, но и голем процес на обучување на истите. Пред се и обучување во домашни услови со странски инструктори, само може да ви кажам дека моментално течат неколку обуки со странски инструктори во различните области кои што ги покрива дирекцијата за заштита и спасување, а истовремено подготвуваме и различни и апликации до Европската унија за фондови, но и вежби кои што треба да ни се случат. Чисто сакам да укажам и да упатам покана дека на 16 мај ќе се случи една многу убава вежба, меѓународна би рекло, каде што тимови и од Република Грција ќе учествуваат тука во Скопје во Матка, каде што полека ќе почнуваме, односно влегуваме во една фаза на одбележување на 60 годишнината од Скопскиот земјотрес. Значи вежбата пред се ќе биде за пребарување и спасување од урнатини, каде што тимовите од Северна Македонија, заедно со тимови од Грчка и од други земји кои што ќе бидат наблюдувачи, ќе учествуваат и со пожарникарите, пошто видовме дека претходно беа исто така во живо во вашиот медиум, ќе учествуваат во таа вежба, која што на некој начин ќе покажеме дека ние заедно треба да продолжиме, треба да работиме, но и треба да креираме и политики и можности за да ги олесниме маките со кои што може да се соочуваат граѓаните. И да речеме, сега надлежните ве прашаат, господине Максути, во овој момент, што ви е најнеопходно и најприоритетно? 3 работи. Кои би ги кажа? Секако, најнеопходно, ја би рекол дека имаме недостаток на опрема. Секогаш гледаме да набавуваме нешто ново, но согласно моменталните финансиски конструкции кои што ги имаме, односно буџетите кои што располага дирекцијата за заштита и спасување, може да се каже дека се значителни затоа што ние истава опрема ја доделуваме и на противпожарните служби низ цела држава, односно на 14 републички противпожарни служби со кои што го сочинуваат оној орбет на државата во случај на елементарни непогоди. Може да се каже дека општините во овој дел на некој начин каскат многу, односно имат страшни проблеми во однос на финансирање, односно опремување на своите пожарникарски служби и покрај тоа што имат една законска обврска со која што ја добиват, значи околу 120 денари, односно 2 евра по регистрација на секое можно возило. Можеби тие средства не се кој знае колку, но ако се направи една математика дека во државата имаме помеѓу 800 до 900 илјади моторни возила од различни типови, тоа на некој начин ќе испаѓа дека имаме околу 1,5 милион до 1,6 милион евра на годишно ниво да се трошат за опрема во рамките на општините. Дополнителни средства дирекцијата за заштита и спасување преку својот буџет доделува и додава на тимовите. Колку е тешко визијата која што ја имате за дирекцијата за заштита и спасување да ја спроведете во пракса? Секогаш е предизвик. Јас можеби сум таков човек кој што доаѓам од униформа и сум се навикнал и на предизвици, но и на проблеми и моето мото секогаш било да мора да најдеме решение за било кој проблем со кој што може да ни излезе во пат, со кој што може да се соошуваме.
За таа цел ни се потребни тимови, ни се потребни луѓе, ни е потребна екипираност, ни е потребна соработка институционална пред се. И со локалната власт, и со владата, и со другите министерства, односно дирекции, затоа што во хуманоста може да се почне само со поединецот, но ако сакаме да ја постигнеме некоја цел која што е значања, која што се гледа, ние мора да бидеме заедно. Покрај онаа вежба која што ја споменавте на 16 мај, што друго е фокус на Дирекцијата за заштита? Друго е фокус дека во ноември месец ние имаме исто така една голема вежба од Европската унија преку проект поплави и пожари, кој што треба да се одржува во нашата земја. Тоа успеавме да го добиеме покрај опремата што ќе ја добиеме од истиот проект и обученост, односно траењето на истиот проект. Тоа ќе биде една огромна вежба со учество на 16 земји од регионот, со огромни средства. Може да ви укажам дека ќе бидат ангажирани и летала и од странство, така да сметам дека пред се ќе биде еден предизвик за сите нас да видиме дека во хумани цели граници не постојат. Ние впрочем тоа го докажавме. Нас ни беше докажано со тоа што непречено се движевме низ граничните премини. Затоа сакам да упатам благодарност до гранична полиција, до Министерството за внатрешни работи, до царинските служби, до Република Грција и до Република Турција, кои што непречено ги пречекаа нашите луѓе и ги упатија до место каде што требаше да сработат. Спасивме живот на млада жена кој што наскоро ќе појдеме и да ја посетиме и да видиме што е. Се слушнавме телефонски. Има трауми, но пред се е жива и е заедно со другите членови на нејзиното потесно семејство. Вие ни требате нам многу. Вообичаено ниту ги предвидуваме, ниту сакаме да зборуваме за непогоди кои ќе ни го стават животот во опасност, но добро е да знаеме дека секогаш кога ќе се случат тие, има кој да ни помогне. Дотолку повеќе треба гласно да говориме за да ви ја олесниме и работата вам кога ќе ни требате нам. Благодарам. Секако. Благодарност до вас и сакам да укажам дека точно елементарните несреќи не може да се предвидуваат. Но тоа што може да се направи во однос на тие да бидат со намалени штети и предизвици по луѓево е да ние бидеме што поотпорни, што поподготвени. Впрочем, тоа го кажуваат сите статистики и на Европската унија, кој што кажува дека едно вложено евро во подготовка и во превенција е сразмерно на 7 евра од како ќе се случи некоја несреќа во интервенција и нормално дека психолошките и другите последици се нешто неизмерени. Затоа и ќе зборуваме гласно. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас, пријатно.